Колега Апасиев, во целост се согласувам со вас дека со тековен судски предмет, односно 3 судски предмети во кои што тужен е Мак Петрол, собранието не стеме да се достави оваков закон, ниту пак собранието да има дрскост да одлучува наместо судот. Патем да кажам, оваа спогодба или договор не е со странско правно лице, за да може да биде предмет на собраниска расправа, односно на ратификација во собранието, затоа што не станува збор за меѓудржавен договор кој што треба преку законска форма да биде усвоен од собранието, туку напротив станува збор за спогодба, договор помеѓу владата на Република Македонија и акционерското друштво Мак Петрол. Понатаму приметив дека вие дискутиравте за интересите кои што се наведени во членот 2 предложениот закон, кој што е краток закон од 5 члена, чија што сушност е во самата спогодба. Меѓутоа таму се вели дека цел на овој закон е да се обезбеди заштита на имотот и имотните права и интереси на Република Македонија и нејзиниот понатамошен развој. Ја можам да се согласам само дека единствено правобранителот на вистина ги бранел државните интереси и затоа и 3 пати има негативен допис доставено до владата, а отворен е сомнежот дека владата воопшто се грижи за националните и државните интереси или за имотот и така натаму, со оглед на тоа дека доставува оваков предлог закон. Или во членот 3, каде што се вели дека веќе тие се договориле од законот. Постигната е согласност помеѓу владата и Мак Петрол пред Центарот за решавање на спорови и преговори при секретаријатот за енергетската заедница. Тој секретаријат воопшто не е суд за да носи пресуди кои што би требало ова собрание да ги прифати. Патем да ве подсетам и на дописот од Јанес Копач, директорот на енергетската заедница, кој што директно вршеше притисок врз пратениците кога се одлучуваше и кога се расправаше во комисијата за економски прашања. И врв на цинизмот, почитуван господин Апасиев, е во меморандумот каде што вели дека нема да има финансиски импликации врз буџетот затоа што средствата веќе се буџетирани и предвидени во буџетот на Република Северна Македонија за фискалната 2020 година, што представува само врв на цинизмот на оваа влада со ова глупаво законско решение.